Старите занаети од Куманово ќе добијат субвенција од општина Куманово. Втора година поред општината ќе одвои по 15.000 денари. Занаетчиите можат да аплицираат на јавниот повик кој веќе е отворен. Од Занаетчиската комора, на чија иницијатива е поддршката, велат средствата се значајни за зачувување на занаетите. Лани имаше субвенционирање на старите занаети по наше барање од комората и ова година веќе ние тежнеме да стане ова традиционално, односно секоја година да ги субвенционираме старите занаети, бидејќи знаете во каква ситуација беа и пред пандемијата и во време на кризата и сега. Начинот на субвенционирање на старите занаети е многу значаен за нашата економија и за нашата култура, традиција, што секогаш треба да ја чуваме, да ја субвенционираме, односно да ги ставиме да бидат повидливи овие стари занаети, се со цел да бидат по-ликвидни во пазарот и да имат видливост во општеството. Ние ова година нашата општина пак повторно прва почна да ги субвенционира нашите занаечи, односно старите занаети со по 15.000 денари. Куманово беше прва општина која со директна финансиска помош ги субвенционира старите занаети. Примерот лани го следеа и другите градови, вклучително и градот Скопје. Примерот на општина Куманово лани имаше дури 10 општини и град Скопје, каде што го прифати примерот на општина Куманово и ги субвенционираше занаечиите во средства, во кеш средства, затоа што ова е прв пат за занаечија да добива средства од некоја институција за да знае дека е значаен и да се помогне во неговиот бизнис, односно неговиот занает. Регионалната комора заедно со Фондацијата за развој на мали и средни предпријатија од Куманово утре го организира првиот саем за малостопанство. Со старите занаети ние ќе имаме и мини саем. Ова е како пилот проект што заедно со Фондацијата за развој на микромалите компании во град Куманово, која е представена од директорот Димитар Ташевски, ќе го организираме заедно и така да во иднина ќе се трудиме да бидат и овој саем традиционален и субвенцијата да продолжи за старите занаети. Саемот ќе се одржи на 31 мај, значи во среда, каде што почеток ќе биде, значи отворање ќе биде од страна на нашиот градоначалник господин Максим Димитриевски и од сите локални структури ќе бидат присутни во саемот, но ќе имаме гости од други градови каде што ќе дадеме пример како треба да се субвенционираат стари занаети и како треба да се чува културата, традицијата во нашата држава, односно татковина. Малите и средни предпријатија ќе имаат можност да ги изложат своите производи.